Неодамнешните председателски избори на Доналд Трамп во САД се совпаднаа со изборите во Македонија, каде се очекува Никола Груевски повторно да биде избран за премиер. Вака поранешниот генерал и професор Роналд Џонсон, кој своевремено работел како втор човек на американската армија, ја започнува својата колумна посветена на изборите во Македонија. Тој пишува дека политичките состојби во двете земји ќе означат 2017 година како клучен период за понатамошен развој на македонско-американските односи. Некој можеби ќе праша зошто САД треба да се грижат за Македонија. Клучно е затоа што Македонија е пријателска и стабилна земја во еден стратешки регион што поминува во бурен период, каква што е комбинацијата на сириската бегалска криза и слабата економија на Грција, што ја прави неизвестна иднината на целата Европска унија. Во една ваква нестабилна состојба, Македонија и Никола Груевски действува како пријател и неопходен сојузник на САД. Џонсон анализира дека и Македонија и САД работеа заедно да се стави крај на бегалската криза, а со оглед на тоа што Македонија аспирира за членство во НАТО, повторно има заеднички интерес со Америка. Со победата на изборите на Трамп и изборот на Никола Груевски во декември, поважно од кога и да било е двете земји да работат заедно во глобалната борба против тероризмот и во помагањето на Македонија да стане полноправна членка на НАТО во 2017 година. Џонсон е професор на Универзитетот Џорџија Тек, а претходно имал висока позиција во американската армија. Дел од неговата специјалност е обработка на статистички податоци.